Добро утро, ја следите утринската програма на Телма. Да сте здрави, срекни, успешни и спокојни во годината што е пред нас. Ова од се срце ви го посакувам во првото издание во 2024. Мој денешен гостин е универзитетскиот професор Лазар Ѓуров. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, добро ве најдов, срекна нова година, да се приклучам на честитките, спокојни, срекни и успешни. Да, благодариме. Реков универзитетски професор, меѓутоа и советник за или обучувач за личен развој. Она што ве прави различен од тоа што е навидум еден обичен универзитетски професор е тоа што пред 3 години решивте да почнете да се занимавате и со трчање, и тоа на почетокот рекреативно, меѓутоа тоа прерасна во претрчување на еден цел маратон. Втор поред. Втор поред. И токму поради тоа сте денешен гостин, почеток на годината, идеален термин или идеален период, идеално време за поставување на цели. Вие решивте да претрчате маратони и стрчавте 2 маратони. Да. Како ви успеа тоа? Ако одлучите и се посветите на тоа, ќе успееме. Така да е убава порака за сите, токму обично се верува дека овој период е убав за поставување на цели. Така да ако поставиме цели, ако се доволно амбициозни, се посветиме, ќе постигнеме. Еве, моето е интересно дека не е само еднаш, туку е 2 пати поред. Минатата година јас се искачив на највисокиот врв во Македонија, Кораб. Не го имав поставено како цел тоа, го имав како желба повеќе и ми успеа. Ете така, иако не го запишав, не го зацртав како цел. Можам оваа година да поставам за цел да се искачам на Монт Еверест и да ми успее тоа, или ќе биде преамбициозна таа цел, па и нема да можам да ја реализирам, па после ќе стаса во вид на големо разочарување тоа, па. Важноста со желбите и целите е што целите треба се малку поконкретни. Желбите така. Еве, тебе ти си исполнила, но како што и сам кажа дека кога ќе е поамбициозно, веројатно ќе треба малку повеќе подготовки. Некогаш малку и се плашиме да бидеме амбициозни затоа што може да се разочараме. Меѓутоа, мислам дека на луѓето што живеат на ова подземје и фали малце амбициозност. Некако како да сакаме скромно да живееме, како да не веруваме во себе, како да не сакаме да се предизвикаме. Така да можеш, ако сакаш сега јавно, да си поставиш цел, па, ама многу важно, со поставувањето на целта следува период на подготовки кој што веројатно нема да е едноставен. Тука ми се чини дека повеќето од нас не се подготвени. Имаме желби да правиме нешто, но кога ќе треба да се спремиме, бегаме од потешкотијата, бегаме од тоа дека треба да се организираме, да дедицираме време, да сме упорни, да не се откажеме од процесот и така. Ајде малку околу маратонот. Во 2022 истрчавте 42 километри, претходно немавте искуство со трчање. И тоа беше таа подготовка малку посериозна за да се постигне поставената цел. Во целите за 2023 кои ги пишувате јавно на интернет страниците на вашите на социјалните мрежи, истрчан најмалку уште еден маратон со подобро време од првиот. Ви успеа тоа? 46 минути подобро. 46 минути подобро, значи истрчавте уште еден маратон. Уште еден во Љубљана, 46 минути подобро од првиот. Значи таа цел е реализирана. Да. Реализиран еден half Ironman. Ironman е комбинација повеќе дисциплини, спортски, пливање, трчање, што уште беше, велосипед? 113 километри. И тоа ви успеа? Не. Тоа е одложено за година. Зошто? Малку беше преамбициозно. Не успеав да се изорганизирам доволно, меѓутоа веќе ја закажав годинава во... Така да таа се прелива цел во оваа година, ама веќе е закажана во септември, така да пред мене се подготовките. Се чувствува разочарување по секоја не постигната цел? Многу важна работа за да успееме е да бидеме подготвени да се соочиме со неуспехот и да научиме нешто од него. Мислам дека повеќето луѓе баш заради тоа разочарување не ни поставуваат цели. Меѓутоа, она што е важно е да сме подготвени да учиме. Ќе поставиме цел, ќе видиме кај сме сгрешиле, наредна година ќе се обидеме пак или нареден период. Многу поважно е да го следиме. Целите ќе не водат кон прогрес и многу е важно да бидеме во прогрес. Меѓутоа, страф од неуспех, ние не поставуваме цели и остануваме во стагнација, што е опасно. Така да, има одредено разочарување, но има многу научени лекции. Може и да споделам некој од нив. Ајде, повелете. Годинава, моите цели се поставени во 2 категории. Што и како. Мислам дека лани тоа како не го ставив.
како да дојдам до тоа. Значи, тоа не е цел, тоа е веќе план. Па, некако ми е дефинирано например, да имам секој ден да ми е детално испланиран. Тоа што го кикснав лани е што не планирав доволно добро. И се случи некои работи да ми се лизнат и сватив, јас не планирам доволно, иако имам цел, не можам да си го организирам доволно времето. Затоа годинава секој ден, и почнувајќи од денес, е планиран целост. Што правам во денот? Нема спонтанни работи. Ако сакам да се забавувам, ќе си ставам делче за тоа. Така да планот ќе ме донесе да постигнам цел и фала му на искуството. Не е малку напорно да се оди по протокол секој ден? Па ти го управуваш, можеш ти да ставиш дека од 4 до, не знам, до 8 ќе си го ставиш слободно време, ама ќе си го ставиш слободно време. Така управуваш, пошто време го дедицираш и го исполниш на вистина во таа насока. Сега, зошто почетокот на годината е идеален период за поставување на цели? Прославивме, се одморивме малку и сега е 2 јануари. Вчера на 1 јануари кој пропуштил, кој не ги запишал целите, крајно време е денеска тоа да го стори? Секогаш е убаво да поставуваме цели, но кога е ваков циклус на премин од нешто старо во ново, кога сонцето нели направило еден циклус па сега се влегува во нов, вртиме околу него, во нов циклус вртиме околу него, убаво и ние, нели, нова енергија, славиме, сите посакуваме желби, цели и тогаш да ги утврдиме. Меѓутоа, пак ќе кажам, убаво е да ги поставиме сега, но да сме свесни дека тоа е период на имплементација, добар тајм менеджмент, добар фокус и клучно да знаеме дека постувањето на целите не значи исполнување на целите. Џоковиќ беше добар пред некое време, го прашуваа за ментална сила, меѓутоа имаш интензивен тренинг, треба да успееш. Секој го фаќа мрза, секој се сомнева, секој си вика добро што правам ја. Куп работи можам да правам други, меѓутоа ако брзо станеш, се реорганизираш, задржиш фокус. Значи цел, план и истрајност. Така. Стасавме до истрајност, веројатно. Она што го има и Џоковиќ, и тоа е тоа што го држи на врвот толку години. Да. Некој вели дека може би пред тоа уште нешто. Верба. Зашто за да поставиме цел треба да веруваме. Треба да веруваме во себе, дека имаме потенцијал. Треба да веруваме дека можеме да го издржиме тоа што ќе си го поставуваме пред себе. Самодоверба. Може би тука лежи големиот проблем. Дали можам? Ако верувам дека можам, ќе поставам цел. Ако не верувам дека можам, а мислам дека некако на ова подневие многу малку си веруваме, многу малку се амбицираме, дека можам, дека од мене зависи, дека јас можам да променам нешто. Мислите различни се луѓето на запад или некаде на исток, на далечниот исток? Каде се луѓето посамоуверени во себе? Јас професионално работам на делот на култура, организацијска култура, мајндсет. Во голема мера се разликува. Има нации кои што ги учат дека се број еден и ќе останат број еден, дека тие имат потенцијал, дека тие можат, а има такви кои што свесно или несвесно преку разноразни приказни имиња, традиции што се прават, поговорки, се учиме на трпение спасение. Па трпение спасение, биди златна средина, многу арно не е нарно. Важно е да се учествува, не да се победи. Тогаш кога некого му кажуваш дека тоа е мудро, не можеш да очекуваш да он се амбицира и рече можеме. Ај пред да стасаме до колективните цели на нашава нација и каде сме и зошто сме таму каде што сме, малку околу целите. Некои велат дека целта е како балансирање, односно калибрирање на нашиот внатрешен GPS. Дека ако не поставиме цели, ќе талкаме, односно ќе летаме како птица без која врти во круг. И ја споредуваат, односно даваат за да биде тоа појасно и поразбирливо, велат дека ако еден гулаб се покрие, се стави во кафес и се покрие кафесот и се однесе 1000 километри далеку од својот гулабарник од живеалиштето и се пушти од кафезот, гулабот ќе летне, ќе сврти прво 3 круга за да се калибрира и потоа непогрешливо ќе тргне во правец на враќање кон гулабарникот. И ние луѓето имаме некој внатрешен GPS што треба да го калибрираме, дали е тоа пат до успехот или било кој пат до остварување на некоја цел? Например, некој од вашите колеги, тренери за личен развој или писатели на ваква литература, не знам дали можеби сте го сретнале секако,
Алан Пис, мислам дека се вика, Добро. вели дека мозокот и поседува еден дел од мозокот, се вика ретикуларен активирачки систем, тој го нарекува. Се наоѓа меѓу малиот мозок и големиот мозок, некој дел од мозокот. И тоа се нерви всушност кои таму е сконцентрирано се. Тој вели дека само ако ги запишеме и ги поставиме целите јасни, не мора и да тежнееме кон остварување, се само ќе си дојде. Нешто што е на граница на верували или не. Дека одлуките детерминираат како ќе размислуваме, во која насока ќе се движиме дефинитивно. Дека на нас луѓето ни треба насока. Внатрешно секој од нас има тенденција да живее убав живот, меѓутоа е многу важно дали тоа е амбициозно или не, дали тоа е задвижувачки или не, дали тоа е развојно или не. Мислам дека може би заради политичка ситуација, заради искуствата низ кои што поминале луѓето, малку се разочарани. Знаеш, се ветува се и се што на кај гледаш дека нема прогрес и луѓето викаат не бива. Меѓутоа е многу важно. Постојат генерално два типа на луѓе со внатрешен локус на контрола и надворешен локус на контрола. Луѓе кои што веруваат дека од нив зависат работите. Дека нивниот успех, нивната среќа зависи од нив. Ако се фокусирам дека што правам јас и си поставам цели зависат од мене. Ако кажам дека тоа зависи од надвор, како ја ќе се осеќам, кај ќе постигнам и така натаму, тогаш многу лесно се разочарувам. Така да Може среќен да биде човек среќен во вакви околности? Во услови кога живее во еден од најзагадените градови во светот, во услови на сиромаштија, во услови на неизвестност, на небезбедност? Среќата е област која што истражувале многу, меѓутоа важно е да се знае дека во голема мера среќата зависи од перспективата на гледање на работите. Да, некои работи се такви какви што се, но има и многу работи што може да ги гледаме и да им се зарадуваме. Тоа не значи да не ги решаваме другите, но ако немаме доволно задоволство во себе, ние нема да тргнеме и да го решаваме тоа што треба да го решаваме. Така да среќата зависи од нас и од нашата перспектива на реалност. Како ќе гледаме? Да, нешто не чини, ама нешто чини. Ќе го гледаме само тоа што не чини или тоа што чини? Ајде да го гледаме тоа што чини, да поставиме амбициозни цели и да пробаме да ги менуваме работите. Прво кај себе, после во кругот околу нас, а понатаму и во општеството, пошто разочарани луѓе не вршат притисок на политичарите, не бараат промени, не се активни. Граѓани кои што покренуваат различни иницијативи, не ги користат сите можни форми на влијание. И така стагнираме. Па и политичарите се луѓе од народот, можеби и тие немаат цели, и тие се разочарани, можеби и тие не знаат каде и како. Тие немаат право на тоа, затоа што ако се разочарани, нека си одат дома. Ако се нафатиле да водат, ако сите избори кажуваат што ќе прават, треба да го направат тоа. Затоа ги викаме лидери. Пошто лидери се луѓе со внатрешен локус на контрола, што не смеат да се разочараат, пошто они рекле дека се способни и се свесни на ситуација. Можеби и се пренаградени со терминот лидери, можеби не треба да ги нарекуваме лидери. Веројатно, ако нема резултати, тогаш не се. Јуров, кога доаѓавте наваму, што ве исполни, што ви направи убаво, бидејќи рековте може да се фокусирате на неубавите нешта и на убавите нешта, што позитивно доживеавте утрово? Што ве исполни, што го гради, го базира вашиот оптимизам, еве, например, овој 2 јануари? Прво што станав жив. Ама навистина што станав жив и здрав и што ништо не ме боли во телото. Значи има многу луѓе кои што можеби нема да се разбудат утро. Едноставно нема да се разбудат, заради разни причини. Несреќи, болест. Второ, освестив дека моите се дома и дека се исто здрави и живи. Спијат, ама се тука. Ми израдува тоа што ќе имам можност да бидам тука, да споделам. Еден, двајца можеби ќе се инспирират, ќе смениме нешто. Се симнав, запалив кола, окей, се загреа, топло ми е. Мали работи. Денот е пред нас, ќе може да видиме убави луѓе, да смениме нешто, да влијаеме на некого. Така да мали работи. Така, уште од Аристотел, нели? Уште едно нешто би напоменал, многу интересен факт. Денеска ние луѓето живееме во живот, иако ќе звучи брутално за Македонија, меѓутоа живееме живот кој што е еквивалентен на животот што го живееле царевите на времето. Сите ние денеска дома имаме забава на телевизор. Сите многу лесно можеме да дојдеме до храна. Сите горе долу ни е топло, зависи кој како грејање има, меѓутоа имаме парно, можеме да се стоплиме.
Не биле такви условите во минатото. Луѓето тешко доаѓале до храна. Денеска многу лесно можеме да дојдеме до лек. Не викам дека тоа е идеално, не е ова као сега и ќе се лажеме, меѓутоа ако ги споредиме условите порано и условите денеска се многу подобри, но луѓето се многу понесрекни, зашто се споредуваме. Не дека не треба, тука е малку контрадикторно. Од една страна да си среќен, од друга страна да си амбициозен. Пошто нели тоа ако си среќен викаш па супер е се. Да најдеме причина да сме задоволни, а во исто време да сме амбициозни, да поставуваме цели, добро да се организираме и да пробаме да го реализираме тоа. Но амбицијата како термин и како опис на некоја карактерна особина не е во описот на среќата што е дефинирана уште од времето на Аристотел. Нели, лична среќа и исполнетост, лично задоволство и исполнетост е доволно исполнет живот. Чиста вода. Видиш? Чиста вода. Не секој има. Тоа е доволно за среќа. Зошто некој би бил повеќе амбициозен, ако го има се ова што го кажавте? Дом, храна во фрижидерот. Затоа што сме создадени да креираме, да подобруваме, затоа што сме тука родени за да ги движиме работите напред. Ако во нашиот организам нашите клетки се мрзливи и не сакаат да действуваат, ако нашиот имун систем не ги совладува предизвиците, бактериите со кои што ние ќе умреме. Ние постоиме за да креираме. Нашата суштина е за да живееме и создаваме. Не е само да се радуваме, ама низ радост да создаваме. Некако треба да ми биде дадено, треба да само да уживам без тука напорот исто има голема улога. Ние се навикнавме да се движиме по полесното. Кафана, уживање, ама треба и да вложиш напор. Така да јас верувам дека суштината на постоењето на човекот е да прави, да создава, да се радува на тоа, да ги поместува границите, а во тоа да најде начин да ужива. Пошто има и друг момент, се фокусираме да работиме и да забораваме среќата. Има многу луѓе што се богати и успешни, а се несреќни. Прават со напор. Тој баланс меѓу со радост да создаваш, амбициозно, да учиш, да се соочуваш со предизвиците, ќе направи да живнеме сите. Не сметате дека придобивките на новото време, она што го кажавте, дека сите имаат релативно комотен живот, сите може да си дозволат, живеат како царевите во минатото, не направи и себични и многу мрзливи, па сите сме веројатно презаситени од се, од напливот на информации и најмногу сакаме да бидеме сами со нашиот најдобар пријател, мобилниот телефон, па се случува семејство да седи на маса на ручек, сите да си гледаат во својот телефон, или навечер дома пред телевизорот, пушта никој не го гледа, а сите се во својот свет со својот телефон, мрзливи и неспособни да го сослушаме другиот и да го прашаме како е. Тажно е што денеска можеби страдаме од премногу, не од премалку. Од премногу информации, од премногу храна со премногу шеќер, од премногу кафани, од премногу можеби таа дисциплина за помалку, за помалку телефон, помалку информации, помалку храна. Не знам, сега има интересни луѓе да јадеме само во еден период од денот, 4-5 сати, другиот период да гладуваме, може би подобро за организмот него цело време да јадеме. Кога ќе погледнеме, многу малку има луѓе што денеска се слави. Има многу луѓе што се покрупни. Значи, денеска страдаме од многу. Така да тој момент на дисциплина, на фокус на себе, на подобрување, може една од целите да ни биде да имаме помалку време на телефон дома, повеќе време гледање очи у очи и разговарање. И добро е да сватиме дека за квалитетно живење не ни треба ништо од надвор. Еве, убав пример даде, да седнеш и да поразговараш, да го сослушаш другиот, да си тука за него. Но зошто овој свет на изобилство, таа контрадикторност, како се објаснува, е се по небезбедно и по-несрекно место за живење, наместо да биде обратно? Не знам дали е несрекно, тоа е индивидуален избор. Мислам, тоа, дури само ако кажеме по-несрекно... Па имаме се повеќе пациенти во психијатриските установи, имаме се по-анксиозни млади луѓе, имаме се повеќе насилство меѓу младите. Ни секојдневни примери гледаме дека човештвото е несрекно, дека човештвото е во некој циклус надолен, дека не е ова време на лидерства и храбри одлуки и убави примери. Океј. Клучното што треба, што јас мислам дека е причината е некако маркетингот и целата индустрија се фокусира на тоа да му удоволи што сака купувачот. Значи денеска се што ќе направи да има привидна среќа во моментот човекот
ние се бара начин да се продаде. Значи, окей, тие кратки рилс на TikTok ги прават зависни младите. Фурај тоа. Не е важно што тоа на нив ги направи анксиозност. Окей, им прави добар вкус, храна полна со шекер. Фурај тоа. Ама не е важно што они ќе добијат здебелување, проблем. Не. Значи некако индустријата се фокусираше на тоа да ги задоволи краткорочните задоволства на луѓето за да им ги земе парите. Сега е многу важно луѓето да се едуцираат дека се што се нуди не е здраво. Пошто, како викаат, на бесплатни се социјалните медии, ама тамо кај што нешто е бесплатно, веројатно ти си тој што си продуктот. Ако некој се обидува да те држи цело време на социјални медии, тој за твоето присуство наплаќа реклами. Треба да создадеме доволно свесност за да се дистанцираме и да можеме да одредиме каде ќе оди нашето внимание. Која храна ќе ја конзумираме, каде ќе се фокусираме. Да, веројатно има многу повеќе предизвици кои што ментално не дестабилизираат. Но во исто време има многу можности да научиме како да се вратиме во себе, како да медитираме, како да го држиме фокусот, како да поставиме граници. Тие индустрии што ги зборувате, што креираат индустрија на потрошувачко општество, со да не се знае каде е границата на тоа консумерство, потекнува од оние нации кои ги посочивте како поуспешни од нас, односно помотивирани, посвесни за тоа дека се самите одговорни за тоа каде ќе бидат и дали ќе бидат лидери или не. Сега прашањето е што би било кога сите ние 2 милиони луѓе од Македонија кои живееме овде ја видат оваа емисија и утро седнат и постават цели кои се реални може да ги исполнат. Македонија ќе биде поубаво место за живење во наредната 2025 кога ќе ја пречекаме или? Пред да го одговорам прашањето би напоменал дека кога збориме за другите земји постојат различни. Постојат и такви кои што се многу конзумеристички на запад и такви кои што прават баланс. Кои што луѓето и се дел од капитализмот, ама и имат добар социјален систем и доволно ниво на свесност и среќа. Така да има и такви кои што се тотално настроени кон конзумеризам и кои што луѓето се несреќни. Би било добро тука да направиме разлика, генерализацијата не нема да ни брка работа. Што ќе се случи ако луѓето си постават цели во Македонија? Прво ќе се смени амбиентот. Луѓето ќе станат похрабри, поамбициозни, ќе сакат да ги минуваат работите, ќе се свртат кон себе. На крајот на денот целите не мора да бидат само кон трчање, кон некакво, па да посветам повеќе време со децата, да играм повеќе со нив. Нешто што ќе биде на ниво на, јас си поставив цел за наредна година, на ниво на недела да имам 8 сати спиење дневно. Тоа е исто цел. Како да се организирам у денот нешто попладне, нешто навечер, кога ќе се собери и поделе со 7, да имам 8 сати дневно. Тоа е исто цел. Не мора целта да биде само да се качам на Монт Еверест. Тоа се однесува на моето ментално здравје. Преземањето на животот во своји раце. Колку спијам, што јадам, кон што ќе се насочам, е важна работа. Мислам дека влада е некој момент на треба некој да не спаси. Треба политичарите да не спасат, треба Европска унија да не спаси, треба некој друг да не спаси. Ај сами да се спасиме. Прво сами себе и својата фамилија, за да бидеме здрави, срекни, после понатаму да действуваме, да го шириме кругот. Иако ја зацртаме да пијам чаша вода пред првото утринско кафе, да вежбам 10 минути гимнастика пред секој излегување од дома, трета цел би било да се справам со аерозагадувањето, нешто што не зависи од мене, меѓутоа ако сите го зацртаме, како ќе успееме тоа да го смениме, со оглед на тоа што ги спомнавте политичарите неколку пати, а ова е година на избори. Ниту една политичка партија не нуди саглам, барем јас не видов до сега, и е многу фокусирана или гласно кажува дека аерозагадувањето во Скопје и во другите поголеми градови во Македонија ќе биде приоритет број 1. Вие чувте нешто тако или не? Имаме проблем со решавање на проблеми што се решаваат на среден рок. Сега е актуелно, на пролет повеќето од нас ке заборават. Аерозагадувањето е проблем што настанал подолго време. Јас бев многу активен таму, периодов не сум и ми е жал поради тоа и сакам да се реактивирам, меѓутоа загадувањето се решава на пролет. Веројатно и политичарите спијат на тоа увод дека кога ќе бидат изборите ние нема да зборуваме. Забораваме. Сега, кога луѓето на вистина ќе држат фокус на таа тема и нема да заборават, тие ќе барат во програмите тоа да се имплементира. Меѓутоа, ми се чини дека таа безволност,
се обидуваме денес за утре да преживееме. Некако немање на фокус на клучните проблеми и дозволување да бидеме излажани, буквално излажани. Па кога имаше избори у град Скопје се собира околу коалиција од два неформално дружение на граѓани, потпишуваат таму дека сите градоначалници, меѓутоа ние многу брзо забораваме. Ама тоа е интересно и со целите, ако ги постоиш, не смееш да ги заборавиш до крајот на година, треба да ги реализираш. Така и ова. Поставуваме цели, после за кратко време забораваме што ни ветиле. И интересно на емисии на кои што доаѓаат никој не ги прашува, бе ветивте ова докај, сега они одново нешто ќе прават. Сега пак ќе ни кажуваат зелено. Туку дај да видиме што кажавте, што направивте. Имате ли право да се појавите пред нас? Така да мислам дека кај граѓаните тој момент на летаргичност, не држање фокус, не држање на притисок што е ветено. Значи се збореше, нели, се ќе се гасифицира у град Скопје. Докај? Сега у град Скопје се намали буџетот за мерки против загадување. А се ветуваше друго. Генерално и буџетот на државата е намален во делот на заштита на животна средина. Има проблем, ама интересното е што нема реакција. Нема реакција, чекајте луѓе, што нема протест околу тоа. Некако тој момент на летаргичност и не зависи ништо од мене прави да... Ако вие сте свесен за ова што го зборувате и не сте летаргичен, зошто не организирате протести? Организирав периодов, малце друг фокус имам. Има група на луѓе што организираат и јас ќе си земам јавно да кажам дека тоа е моја слабост. Дека јас не сум ставил фокус. Поставивте како цел тоа? Не сум го ставил, ама добра прилика да го ставам. Добра прилика да ставаме. Сега прашањето е, јас бев вклучен. Тоа што мене ми се случуваше, ние организираме протести. Нема луѓе што доаѓаат. Во еден момент ти доаѓаш во прашање и кажеш, окей, дали ова вистинската форма за борба? Може би треба поинакви начини. Јас помогнав и за Зелен хуман град кога има двајца кандидати во град Скопје, сега се советници. Веројатно и сите оние кои се незадоволни од нештата и од околностите, кога ќе излезат на протести, ќе го видат одзивот, слабиот одзив, се разочаруваат потоа и велат нема критична маса, нема народ, нема народ свесен за промени. И веројатно на тоа уво минуваат годиниве вака како што минуваат и партиите се менуваат на власт, но ништо не се менува. Сега клучното прашање е што јас ќе направам подносно, што ти ќе направиш, што ќе направат луѓето во студиото, што ќе направат тие таму. И јас верувам дека Македонија има доволно независни луѓе. Дури гласачкото тело е така распределено. Но проблемот е што независните се разочарани. Не да се определат, да вршат притисок. Дури нема доволно. Ако протестите не се идеална форма, кој е начинот? Ама протестите се само една форма. Ние не ги знаеме сите форми. Ние можеме... Не се согласивме дека не даваат плод. Која е друга алатка која може да биде корисна? Постои цел еден механизам на активно граѓанство. Може да се пишуваат петиции, може да се покренуваат барања, може да се прават проекти. Има разни форми, но јас сум активен во едно од училиштата во аеродром, кај учи моето дете. Има форми. Треба на писмено, треба да го доставиш, треба да инсистираш да влезе у програма, треба да бараш информации. Повеќето луѓе ги мрзи да го прават тоа или се зафатени со многу други обврски. Сложено... Или се себични, задоволни со... Не, тешко, мислам, премногу обвинувачки да кажеме дека луѓето се себични. Луѓето имаат потешкоти. Или е во генот, како што рековте на почетокот. Трпение, спасение. Не е во генот, во мајндсетот може да не. Јас не верувам дека се раѓаме со тоа. Учиме, ама еве од кај учиме? Дома ако се буниш многу против авторитет, во нашето традиционално воспитување родителите се авторитетни. Јас ќе ти кажам што има да правиш. Нема ти што многу да се буниш. И луѓето се навикнати да ги почитуваат авторитетите, да не ги предизвикуваат, да не отвараат конфликти. Знаеш, тивка вода брег рони. На ведната глава сабија не ја сече. И сега него во генот не може да се побуни. Не може да побара. Ај сега да не ги љутиме, ајде. Па знаеш, може да ти се осветат. И тоа пак фали самодоверба. Би требало да освестиме дека има начин како ти да се побуниш конструктивно. Но кога ништо не се менува 3 децении и кусур? Се менува. Се менува. Добро, каде да најдеме, на микрониво се менува. Се менува во мојата зграда се стави лифт кој што е сертифициран благодарение на активност на една група на станари. Во нашето училиште направивме промени од аспект на начин на работење во одредени аспекти благодарение на една група на родители. Да, фалат и другите да се приклучат. Меѓутоа се менува на некое ниво. По нешто се менува, колку има активност. Меѓутоа е важно да освестиме дека се менува. И прво
Клучното е да преземе одговорност за својот живот. Како ја изгледам, колку сум јас здрав, колку сум јас среќен. И после да продолжам да действувам. Ние ми се чини дека заради големите промени ги испуштаме малите промени. Не се грижиме за себе, ај се грижиме за себе. Ај у својот круг да направиме да е како што треба. Па после да го шириме кругот. И може упорно, паметно, исто паметно. Протестите, окей, ќе излеземе, ќе покажеме бројка. А ако не доставиме барања, ако не најдеме начин како тоа да биде континуирано, ќе се разочараме. Тој малку помудро континуирано. И за крај, еве, кои се целите за 2024 да биде посрекна, поздрава, поуспешна година и на личен и на колективен план кој ги постави Лазар Гиров? Јас си поставив цели врзано за тоа што ми остана. Значи, Ironman да го завршам, англискиот ми уште малце да го финиширам докај што сакам. Одите на часови по англиски? Да. Сакам највисоко ниво да постигнам. Имав и сега тестирање. C1? Не знам кој е. C1 мислам дека, C2 мислам дека е највисоко. C1 е пониско. Добро. Така. Тука некаде се двете. И јас ги мешам. А тоа што си го поставив како цел е да бидам многу поспокоен и посмирен, да работам. Бидејќи забележав дека сакајќи ги менувам работите и јас имам внатрешен немир. Јас сигурно ќе останам активен, но ми е многу важно да го задржам внатрешниот мир. Пошто кога ќе почнеме да действуваме, забележуваме дека заради действување надвор, ние уствари губиме мир внатре. Поради отпорот. Отпор, пречки и така натаму. И сакам да поработам на тоа. Една од целите ми, јас знам дека надвор ќе бидам активен, така сум поставен. И тоа е супер, ама мора внатрешниот мир, внатрешниот спокој, внатрешната среќа да биде континуирана и од тука да действува. Во сите полиња во кои што сум вклучен, а благодарение на разговорот ќе се реактивираме во делот на екологија. Може би и во политика да не ви инспирира доволно и за политика да се ангажирате. Овој разговор. Политиката е сложена тема. Мислам дека е многу важно тој што сака да влезе во неа да направи добар тим. Јас работам на Војна академија. Позната ми е состојбата, пошто сум имал прилика да следам. Многу министри влегуваат, меѓутоа неподготвени доволно со тим. За да смениш нешто треба добра група на луѓе кои што ќе влезат во секторот и ќе го... Еден човек не може ништо да направи затоа што системот е сложен. Може за 2 недели да те спакуваат и да те соберат како криминалец затоа што многу лесно можеш да бидеш наместен. Во политика треба добра група на луѓе кои што се честни и посветени, кои што навистина ќе работат како за себе. Ги имаме такви во Македонија? Сигурно. Сигурно, само прашањето е дали се заедно, дали си помагаат и дали се фокусирани на заедничка цел. Лазар Гиров, посакувам остварување на целите во 2024. Фала и на тебе и на сите гледачи. Благодарам за гостувањето.